Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а ви стане истинското место. Зошто? Бидејќи во наредните не 60 туку 92-3 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечер во вистината ќе побараме во интервју со Лјупчо Ѓорѓевски. Изминатите 2 или 3 месеци имаше неколку ексклузивни интервјуа со Боро Стојменов или со Борис Стојменов и неколку во продолжение на интервјуто со Тома Аврамски, каде што се отвори одредени прашања, имаше одредени обвинувања на адреса на Лјупчо Ѓорѓевски како станал средно богат бизнисмен со одредени шверцови со цигари, купување на Македонија табак, продажба на Окта, продажба на Стопанска банка и така натаму и така натаму. И со Лјупчо Ѓорѓевски се договоривме на сите те обвинувања во некоја скратена варијанта, некој интервју трајно 90 на минути, одговориме на сите тие прашања. Ексклузивно интервју со Лјупчо Ѓорѓевски, како бил нарачан атентат врз него, кој сакал да го плати атентатот, кој поборал од Тома Аврамски да биде ангажиран снайперист или атентатор кој би го ликвидирал Лјупчо Ѓорѓевски. Останете со нас 90 минути, погледнете во интервјуто, сигурно нема да зажалите. Пред да почне интервјуто со Лјупчо Ѓорѓевски, благодарен до сите кои се membership, односно members, членови на каналот Васко Ефтов. Во ова време, кога едни се обраќаат до власта, други се обраќаат до опозицијата, трети до русите, четврти до американците, ние се обративме до публиката, сите кои можат да го поддржат или да помогнат за успешна работа на каналот во Центар, ви благодарам и за тие кои се членови, односно members, и за тие супер интенс донации. Некаде за една недела ќе почнеме со тие кратки видеа, бидејќи тоа го бара YouTube-от, тоа се некои нови форми, фаќаме некој чекор со овие современи текови и на YouTube, и на социјалните мрежи, и на TikTok, нели, бидејќи YouTube-от се обидува да му конкурира на TikTok-от. Благодарност, знаете, после 15 или 20 години, кој човек ќе види со каква некоја фреквенција и поддршка го помагате каналот во Центар, може само да каже ви благодарам и се поклонувам пред вашата доверба. Останете со нас, интервју со Лјупчо Ѓорѓевски. Добро вечер за Лјупчо Ѓорѓевски. Не бевте во емисијата во Центар, бевте актуелен изминативе 2 или 3 месеци. И Васко, очигледно, мислев малку да одмориме затоа што малку ги презаситуваме со нашите интервјуа. Видео се пројавија кај тебе, па и во јавноста неколку личности. Морам да кажам дека тој тренд не е нов, тој тренд го отвори господинот Никола Груевски, кога му требаше да докаже дека Лјупчо Ѓорѓевски не е основач на ВМРО-ДПМНЕ, некои други се основачи, и се пројави една серија на личности кои докажуваат како тие се основачи на ВМРО-ДПМНЕ, а за да го докажат тоа, некако треба да ме девалвираат мене во нивните приказни. И во таа насока, значи, се пројави еден куп на личности, можеби 10, кои некои од нив во одредена фаза биле на 2 места во формирањето на ВМРО-ДПМНЕ. Што значи на 2 места? Па да речеме бил на основачкото собрание во Битола и на митингот во Скопје, да речеме, и он веќе е основач на ВМРО-ДПМНЕ. А не сваќа дека од Битола до Скопје, јас сум ги поминал веќе 2 пати сите градови, а да не речем и сите села во Македонија со митинзи и трибинзи, и има многу луѓе кои се прифаќаат нормалната улога. Значи, за мене сите што се вклучиле првата година на некој начин во ВМРО-ДПМНЕ се основачи. Видите, не може некој што бил на едно место да се нарекува основач на ВМРО-ДПМНЕ. Така беше Ѓорѓевски, некаде 2008-2009, посебно 2010 кулминира тука целата таа ситуација. Се појавија и Ѓорги Наумов, значи Ѓорги Наумов, Штипското лоби, нели така. Штипското лоби таму, потоа Мане Јаковлевски, Гојко Јаковлевски. Испадна дека Никола Клюсев и Бранко, има некои, да речеме, па што биле помалку во некој период. Меѓутоа има некои па што воопшто не биле, значи во некои главни моменти, а раскажуваат како да биле, да речеме, таков беше Бранко Синадиновски и еден од твоите последни соговорници, господинот Аврамски, кој ја и не знам како ги, значи најверојатно читале или некој им раскажувал некои настани и го прикажуваат како да биле на тие настани, како да се активни учесници во процесите. А има таква една серија, баш едно 10 луѓе кои се пројавија со тие амбиции, како тие имаат многу важна улога во формирањето на и во тој почеток, нели, расцвет на ВМРО-ДПМНЕ. Ке дојдеме и до Тома Аврамски, до Борис Стојменов и Маријан Ѓорчак, нели, тоа беа 3 интервјуа во изминатите 12 месеци, каде што најмногу се спомнуваше вашето име.
Дури добив впечат дека сте каподи тути капи во Република Македонија. Да, приказни колку што сакате, да, па не е добро е тоа да го расчистиме. Милиони камиони, авиони, да, така натаму и така натаму. Меѓутоа го спомнавте тука Мане Јаковлевски. Вие на Мане Јаковлевски му го давате Олимписко село. Да, тоа го каже и овој. Го каже Тома Аврамски, го каже и Боро Стојменов дека му е дадено на Мане Јаковлевски, дека Мане Јаковлевски подоцна им ги нудел да може да го проде. Тоа се тие дарови во наводници кога треба ново парламентарно мнозинство. Кога ги добијат, кога најмногу пари им давате на пратеници, на политичари и така натаму? Гледате сега, некои свесно ги даваме, некои сами си взимаат, знаете, у тој простор, знаете, не можете да контролирате се. Меѓутоа, за Мане Јаковлевски беше, прво тој правеше жесток притисок во партијата. Нели, колку е тој важен, колку е важен за партијата, инаку кога зборуваме за Мане Јаковлевски, нели, има две приказни кои он сака да ги прикрие. Првата приказна дека таму негде раните години на 98 година оди, нели, сам во Бугарија кај Каракачанов да бара оружје од Бугарија, без никој да го прати, без никој да консултира, мислам, нешто слично што несватлива работа, мислам. Нешто слично на тоа што сега се случува, Па да, најверојатно така. Да. Втората работа, нели, кога нели се обидуваат Драган Богдановски да го, нели, направат како главен во ВМРО ДПМН, не смееме да забораваме дека последниот удар на Драган Богдановски го направи Мане Јаковлевски. Местното председател на задгранични комитети што го имаше претходно, што му го дадовме на Драган Богдановски, Мане Јаковлевски му го зема тоа место. Значи, гледаме и тој правеше притисок, нели, после да вие му го дадете Олимписко село. Кај Мане Јаковлевски не само што му го дадовме преку приватизација Олимписко село, туку му обезбедивме и кредит од, мислам, Македонска банка за да го купи тоа Олимписко село. Добро, фин притисок правил. Значи, добар притисок правил, значи ефикасен притисок, се покаже притисокот дека бил исплатлив, што се вика, исплатлива инвестиција било во притисокот. Да, Мане Јаковлевски, гледате, има една многу убава карактеристика, значи, со одреден лидер е до крај, кога паѓа, веднаш се прешалта со другиот лидер и се дистанцира од претходниот. Така ми направи мене, така му направи на Груевски, а мислам и на Мицковски ќе му направи така. Да, сигурно. Сличен е и Ламбер Нудов, колку што можем Ламбер е малку поспецифичен, не е баш во таа намер, он беше со мене во сите премрежија долги години, на крајот нешто се случи, не знам што се случи. Беше главен преговарач помеѓу вас и Никола Груевски, да имате заедничка коалиција, два пратеника и така натаму. Да, тоа беше нели, тогаш кога Заев прв пат дојде на власт, сега веќе го изабрали годините. 2013-2014. И нели имаше притисок внатре во партијата да се преговара со, нели, не само со СДСМ, и главната линија беше со СДСМ, ама еве да му дадеме шанса на ДПМН и го одредивме главен преговарач Ламбер Нудов. Ламбер Нудов прво зборуваше да они ќе ни дадат два пратеника, па после нели само еден и на крајот Груевски вели, нели, во тој разговор кога беше се подготвено, јас идам да го направам завршениот разговор, гледате, ние не можеме да ви веруваме на вас, не можеме да ви дадеме ни еден пратеник, после ќе разговараме што ќе ви дадеме, а можеше да им верува на тие 8 пратеника што после го продадоа, на некои други политички партии што го продадоа целосно. Значи, тие што си ги избра, тие го предадоа, а на нас не можел да ни верува, а вие гледате, ние сме лојална партија. Со СДСМ се определивме, со СДСМ се, нели, овој мандат додека истере, сме до крај. Во таа насока на крајот, значи, ние решивме, викаме, Ламбе, ајде, викаме, да кажеме, ние имаме 11 луѓе во извршниот комитет, нека избере Груевски кој сака, ако мене јас би сакал тебе да те избере, еве, така да ја завршиме работата. И Груевски не го избра ни него. И тоа сепак, он отиде со нив. Ламбер Нудов. Да. Значи, тој беше човекот кој пинг-понг играше дека бевте вие уште во зградата, старата зграда. Часо Груевски, часо вас. Ете, јас не сум лутал на некои луѓе кои има емоција према ВМРО ДПМН, ама сепак, нели, таа ВМРО ДПМН нас не газеше 10 години, добри 10 години. Само кога ќе погледнете колку луѓе помина
од ВМРО Народна партија во ВМРО ДПМН, ќе видите дека сето тоа е направено со мислам, не би рекол толку со притисок, колку со купување. И министри добиеш и министри, портпароли, Спире Ристевски, Александар Ѓорѓиев, еден се жив или така, да. Еден куп од тие луѓе, нели? Мицковски преде од ВМРО? На Мицковски не се сеќавам. Некој вика дека бил некое време во ВМРО Народна партија, меѓутоа лично не се сеќавам на. Не се сеќавате на него. Не се сеќавам. Ѓорѓевски, пред да дојме до Аврамски и до Борис Стоменов. Дали процесот на лустрација им го смени мислењето на многу луѓе кои, знаете, во различни периоди имат различно однесување. Тоа однесување е како со нож пресечено, што се вели. Одеднаш преку ног го менуваат мислењето, го менуваат став. Како тој процес на лустрација да убеди многу луѓе дека не знам требало да бидат поблиски до власта, до блиски така натаму. Гледате, ние живеевме сите време, сите живеевме во една илузија која морам да кажам дека прво ја создаваше СДСМ, меѓутоа што беше жално и моето ВМРО ДПМН продолжи да ја создава, дека сите овие, како се вика, досија се уништени. Тоа, за жал, мене, јас сум го кажал неколку пати, директно ми го има кажано доста. Вика, јас сум барал од неа, нели, досија, не, сите се уништени, ги уништиле СДСМ кој оделе. И практично ние не направивме ништо од лустрацијата, освен, нели, што кажавме, кој сака може, ако има досие, да иде да погледне што пишувало во тоа досие. Тој во емисија кажавте и на емисијата и на емисијата Слободна зона со Ѓорги Коритаров, кај што објаснивте дека доста не направи ништо за отварање на досијата. Дури ми даде лажна слика дека тие се уништени. Ѓорѓевски, имаше една шпекулација, тоа сум прашал некои од овие луѓе кои биле дел на службите, дека и доста Димовски имала соработка под псевдонимот поет. Значи, и дека била на линија со покојни. Не можам да го кажам 100%, меѓутоа таа постапка, тој и Павле Трајанов го каже. Павле Трајанов беше прв министер, така? Прв министер. После дојде доста, не знам дали имаше меѓу нив некој. Не, доста Димовска после Павле Трајанов. Така. И Павле тие зборови ми ги има кажано, и доста Димовски истите зборови. Сите досија се уништени, нема што да вадиме. Оти ние сакавме да да извадиме, сега да видиме, да не се прави некој многу паметен, а до вчера бил комунизам, бил независно од тоа, нели, ние не сакавме да линчуваме никој. И тоа едноставно не можеш ти да продолжиш сега да бидеш политичар на врвна личност, на крај крајшта луѓето нека знаат. Во Бугарија така направија лустрација. Ги кажа, овие 100 луѓе се биле соработници, не ги затвараме, не ги тепаме, дури некои од нив продолжи и да бидат политичари. Гласајте за нив, ама да знаете дека тие си биле соработници. Каракачанов. Имаше еден куп такви, нели? Може Димитров, значи тоа се сите. Ахмед Доган што е на партијата на Турција, што беше. Гледате, јас сега не можам да потврдам, не сум гледал досијата, ама така ги објавија, нели? И ништо не им пречеше, луѓето продолжија да си ги гласаат, кој сака, нели? Значи, тоа беше поентата на таа лустрација, меѓутоа очигледно во Македонија не се случи и кога Никола Груевски после рече отвараме лустрација, која лустрација беше многу, како се вика, целенасочена, така беше. Само на непријателите, а не и на луѓето, нели, кои се интересни или некој од тие ги оценуваше, да речеме, како што примерот со Борис Стоменов, тука ја легна телевизијата веќе 100% стана Канал 5 телевизија на ВМРО ДПМН во тоа време, нели, претходно беше на СДСМ. Емил и Бранко беа кухни пријатели, нели, тоа дури јавно го кажуваа. После тоа денес гледаме Канал 5 се претвори во телевизија на ВМРО ДПМН. Акционерски капитал имаше 50-50. Да, имаше, точно, Борис Стоменов нели потврди дека Нико Палигора беше 50 плюс златна акција и од друга страна беше Емил или Борис Стоменов, кој беше собственик тогаш на телевизијата. Од кога да почнеме, од Борис Стоменов или од Томо Аврамски? Од кој сакате? Ајде, Томо Аврамски. Го познаете ли вие Томо Аврамски? Гледате, Томо Аврамски е еден од тие луѓе кои го немало никаде во ВМРО ДПМН, а раскажуваат се знаат за ВМРО ДПМН. Кога го слушате како да бил на сите застаноци на ВМРО ДПМН. Од 98 да бидеме честни, од 98-99 дека бил стал ВМРО-вец, меѓутоа од диаспора, дека од 98-99 година плаќа. Во која диаспора? Во Босна или бил во Босна со Аркан во тоа време? Да, Босна, може имате диаспора. Со Република Српска имате комуникација како политичка партија. Значи Аврамски, значи, до 98 година нигде не сум учил. Сте имали комуникација? Никаква комуникација. Од 98 до 2002 имавме власт, апсолутно не дошол во мојата канцеларија,
Значи, ниту пат се чув, односно прв пат чув за Аврамски кога го направи сведок, тоа беше негде година дена пред 15 септември, пред падот на владата, или година и пол може би беше. И тој вестник, знаете, блуеше против нас. Значи, ВМРО-вецот Тома Аврамски напаѓа се живо во ВМРО ДПМН. Додека сте на власт. Додека со нас. Значи, првата, тој не припарил во ВМРО ДПМН. Се он кажува дека бил во кампањата на Борис Трајковски. Ќе ве прашам сега. Која е аферата клучна, бидејќи? Не, само да кажам мојата приказна обсервација на. Значи, во тоа време, го нема нигде на радарот Тома Аврамски. Тома Аврамски се појавува негде во мојот живот прво имаше една фаза кај што доаѓа, кога се уште бевме во оној интеррегнум со Никола Груевски, доаѓа Никола Груевски, вика сакаме, вика го купиме вестникот Сведок. Викам добро Никола, сега не знам што да ти кажам, он е веќе председател. Јас сум уште тука во штабот и имаме некаква комуникација. Почесен председател, да. Вика сакам да те прашам затоа што знам тој против тебе пишуваше многу текстови. Дали ќе се согласиш? Сега, кажа некоја цифра, дали беше 100 или 100 и нешто илјади евра. Некоја огромна сума кажа за сумата. Веројатно 150.000 евра. Може и така да беше. Јас сум слушал таа сума. Ја му викам, Никола, гледај, тоа што ме напаѓал, немам никаква забелешка. Ме напаѓал, сите ме напаѓали у тоа време и он ме напаѓал. Меѓутоа сумата некако ми е многу голема, ти викам за тие пари, ќе направиш сам нов вестник. Ама да се почне вестник од ново, тоа е тежок процес, тука имаме готов вестник, така. Викам Никола на крај, што направиш што сакаш. И што направи и не знам. Препоставувам и го купија тој вестник. Зошто, например, таа сума 120-150.000 евра е голема сума. Таа е многу огромна сума за денешно време, не за тоа време. Така, тоа беше голема сума, значи се правеше со многу помали пари. Со многу пари се прави вестник. Така. Па најрадно според некои мозаици после што ги сврзувам, најверојатно му должеле на Тома Аврамски во тие напади против мене. И сега, значи, 2 години после тој настан, Тома Аврамски бара упорно да се сретне со мене, ја го одбивам, викам, кој тој сега да разговарам со него, ама има нешто да ти каже, кој ги нарачувал текстовите против тебе? Текстовите кои се ние ги сега. Ајде да видиме текстовите. Тоа е една голема афера, брутална афера против вас. Тоа е најтежно. Јас сум имал многу напади, и таа беше афера гнасна. Значи, таа е гнасна афера. Имаш афери вакви, такви, политички, криминални, не знам, меѓу тоа е лична гнасна афера. Да, влезе у фамилија. Да. И ајде викам, и доаѓа, вика Тома Аврамски, вика, знаеш, вика, тие текстови ги нарача, а сега кој е тој текст, ајде? Значи, тој е текст кој што го објавува Тома Аврамски во Сведок, дека јас, односно моите родители, немале деца, татко ми имал некој турчин пријател, па тој, нели, дали тој турчин заминал за Турција, па не знам што, па мене ме нашли од негде, нели, така, па ме посвоиле моите родители. Колку што јас. Значи, тоа беше една брутална, приказна, па после се јавува пријатели на татко ми, на мајка ми од Делчево, па демантира дека они се знаат. Односно дека мајка ми негде отишла, па ја немало 9 месеци. Значи, нешто многу гнасно. Георгиевски, колку што јас сега, нели, препрочитав за што стана збор, нели, интервјуи вечери со Тома Аврамски, дека некој големец од Источна Македонија, ја и го заборавив тоа, некој големец од Источна Македонија, комунистички лидер, прави вонбрачно, односно затруднува некоја млада од Делчево или не знам нешто како. И Турчин беше спомнувано, не знам. Така е, Турчин е, тој е со турско потекло и дека во Штипската болница, значи во Штипската болница се породува таа жена со тој Турчин, дека сте тоа вие, дека сте тоа вие, а и дека така сте посвен од вашата мајка и вашиот татко. И дори беше барано од вас да се направи ДНК, докажува мајка ви за да се потврди дали е тоа точно или не. Тоа е, значи, тоа е аферата. Сега, бидејќи ја кажавме аферата, знаете како иде тоа. Една
дезинформација е како да пукнеш балон со пердови, Тоа е а да ја негираш дезинформацијата е како да ги земеш да ги собираш тие пердови. Значи, бидејќи ја кажавме аферата, значи јас не сум правил ДНК со моите родители, не сум имал чувство да го направам, потреба тоа да го направам, меѓутоа покрај тоа што личен буквално и на татко ми и на мајка ми, јас имам една многу специфична болест на бубрезите што има само татко ми, баба ми и целото генерација таму на потекло. Значи тоа е еден, да речеме, од најдобрите докази дека таа приказна не е точна, меѓутоа, значи, што и да е точна. Тоа е, значи, посвоени деца има колку што сакаш. Тоа е многу приватна работа и приказната во основа е гнасна. Тоа е поентата на целата приказна. И сега доаѓаме до поентата. Вие всушност во на нашо интервју кога е короната 2020 година најгледано во емисијата во центар, тоа интервју некаде близу 500 или пола милион прегледи има. И мислам дека интервјуата со вас се веќе преку 1 милион и ние за 2 недели 3 ќе правиме 50 милиони прегледи во емисија во центар, од кои 50 милиони прегледи 1 милион или 1 милион и нешто отпаѓа на интервју со вас. Значи во тој интервју вие велите дека јас му ја предав партијата на Никола Груевски, тој ми конструираше гнусни, лажни афери. Мислев и на дел од тие приказни. Мислевте на ова конкретно? Да, имаше и некои други. Ама ова е, да речеме, така е сега што е денеска предмена анализа. И доаѓа Аврамски, сега мене ме заинтересирува, нели, таа тема, која кажува, сакам да ја кажам, тема. И кажува дека ова му е нарачка од Сашо Мијалков и Орце Камчев, а текстовите ги пишувале Тодор Петров и Мане Јаковлевски. Затоа и го спомнав Мане Јаковлевски на почетокот на емисијата. И кажа уште на втора работа, што беше дури уште поинтересна од првата, дека пак во тој меѓупростор, кога значи јас му ја предавам функцијата на Никола Груевски, ама тука сум уште, значи пречам, кај него доаѓаат Мане Јаковлевски и Жан Митрев да нарачаат да најде убиец од Србија, затоа што нели очигледно го бие него тој глас дека има комуникација со нели тие луѓе на Аркан, за да ме убие мене. Тоа е, морам да ти кажам, Васко, прв пат во мојот живот некој да спомнува за атентат на мене. Значи сум бил премиер во многу тешки времења. Претходно сум ја расторал Југославија 8 години, никогаш не сум добил лична закана дека некој сака да ме нели ликвидира. И тоа дека доаѓаме 2 пати или 3 пати кај него. Ајде, што стана? До кај е работа? Кардиолог, да. Мане Јаковлевски до негде можеме да го разберам, ама Жан Митрев не можам да сватам у целата приказна од каде он произведува, оти за Жан Митрев, значи сум направил само добро. А знаете како има една поговорка? Вика, тој многу те мрази, вика, зашо ме мрази, никогаш не сум му направил добро, нели? Лошо. Не, добро, оти нели? Да. За да те мрази треба да му направиш добро на некој, нели така? Да. И Жан Митрев го има добиено најголемиот бизнис што сум го дал на некој во Македонија. Од зграда, од 24 милиони марки опрема до монополна операција во Македонија, меѓутоа очигледно човекот негде во сите тие приказни, не знам што му е поентата, нели? Очигледно луѓето действуваат на чуден начин. Значи тоа ви го кажува на таа среда. Ама тоа може да е тоа пак штипско лоби што се нарекува, нели? Нешто да си прават некои планови, ја им пречам во тие планови на нив, сваќате. Во целата конструкција. Во целата таа конструкција, нели? Томо Аврамски тоа ви го кажува. Значи он го кажува. Ја му викам, Томо, добро, фала што ти го кажува, ама сега не можеме ние да останеме у 4 очи, дали си ти спремен тоа да го напишеш? Вика, спремен сум, повторно, а весникот веќе не излегува година и пол. Значи не окупува ВМРО. Сега може би го купуваме и тоа после тоа згаснува. Ја не знам што се случува при казната тука. Нема информација. Вика, ќе го реобјавам весникот, ама вика да ми дадеш пари. Колку пари ти требаат? 1500 евра за број. И ја му давам, мислам, 3 броја. И толку излегува, 3 или 4 броја. Значи весникот се реобневи и пак згасна. Со редакција, со се продаваше во трафиките секаде. И он го напише тоа, ги напише и двете работи. Аврамски вели 5000 евра по број сте платили? Не, 1500. 1500? Купно значи било 5000, окей, не е ни важно. И он си со подпис негов си го реобјавува и го пишува тоа што ми го кажа. Тоа е излезено, го има, ако го најдете тој сведок, ќе го видите тоа. Значи таму е конструкцијата дека Сашо Мјалков и
Орце Камчев, Јордан Камчев, Ги носат, ги нарачуваат. Ги нарачуваат Претпоставено и ги плаќаат. кои ги пишува Тодор Петров и Мане Ковлевски. Од сите споменати, единствено со Тодор Петров сте имале одредени конфликти, Да, сме имале конфликтации, јавни полемики, нели она аферата што беше Едно време Тодор Петров нема ќе ме нападне, аферата нема Промотеин или ќе ме нападне. дека ви Морав да го залепам еднаш и така. дека ви доаѓал гол дома или така беше некако несоодветно Со крпичка само. со крпа така дека алудирајќи нели на одредени сексуални Не знам што беше. сексуални- Може така човекот се однесува слободно. Тоа беше Промотеин или аферата, така ја дефинира. Нешто така е крстена. Е крстен македонските, дека Промотеин имаш. Од сите нив, значи само Не знам што му беше фрустрацијата. Нема ќе ме нападне, нели, нешто пишуваше за мене, некои текстови. Значи, тоа сега зборуваме од кога сум јас паднат од вас, нели? Јас сум во опозиција. Сите ме мават и онда се приклучи да ме мават. Значи на Тодор Петров сте му реплицирале, значи Да. сте му одговориле. Има причина да ме мрази. Има причина нема. Да. На Мане Ковлевски му го давате Олимписко село. Така е. И имаше најголеми повластници додека Со бев Илија јас, Камчев и со Јордан Камчев, па мислам дека Пола Ја Делчево, мислам дека повеќе услуги сум им направил. текстилна отколку- фабрика, Да. Брегалница Делчево. Значи во ваше време има одително отварање на Систина, значи посебно со Илија Камчев сте пријатели. Никола Груевски му е предавате партијата, значи. Така, да. Министер за тргови, па министер за финанси, па ме предавате партијата. Сашо Мелко велите Не, гледайте, очигледно тука Никола Груевски, во моментот кога јас му е предавам функцијата, почнува да се чувствува он непријатно од мене. Прво, значи, политички, нели, јас сум тогаш многу напаѓан, нели, јас сум лошиот, нели, во Македонија во тоа време и он сега сака да направи дистанца, нели, од мене. Од вас. А втората работа, очигледно му е пречи и мојата сенка. Иако јас се обидував максимално да не се мешам, значи, единствен пат кога се замешав, кој беше изборот на Марин Ѓурчев и Никола Груевски, подосна Бранко Црвенковски. Тоа е една што беше за Бранко Црвенковски. 2004 Тоа се пресече, веќе Никола Груевски го избравме. Меѓутоа подосна за Бранко Црвенковски. Тоаш единствен пат кога се замешав, кога викав да не му бидат спаринг партнер на Бранко Црвенковски. Тоа се гледаше од авион дека ќе Жан победи. Митрев го имаме, велите најголема инвестиција, болница, простори, Министерство за одбрана, нели, застанува 24 милиони евра и така натаму. Најверојатно се појавува тој синдром, што, еве да речеме, најверојатно кај атентатот на Киро, до ден денеска не знаеме дали тоа беше служба од надвор или некој од Македонија на кој веќе Киро им пречеше. Мислите дека Да, значи, јас тука веќе им пречам на некој во ВМРО. Иако сум ми ја дал власта, тие имаат власта, јас им пречам на некој од ВМРО ДФМН. Значи ви верувате во таа конструкција дека Мане Ковлевски и Жан Митрев нарачале или сакале да напиша нарачат? јавно. Ова напиша, значи ако не е Тоа така, не е тоа демонтирано. Аврамски треба да објасни дали е така или не е така. Значи, Го напиша јавно во весник, тоа го Да има во најди весник. дел од луѓето на Аркан кои би можеле да извршат тоа. Бидејќи Аврамски во интервјуто во емисијата во Центар вели дека 72 припадници на црвените баретки Тоа е лага, го видов. биле во војната, Тоа е- дека бил не. и Звездан Јовановиќ кој учествува во атентатот Васко, на тој Зоран дел го Джинџиќ. фатив исто, значи точно е дека во времето на И Легија дека бил тоа. значи во времето кога беше кризата, војната, нели така, ние имаме потреба од војници, македонските граѓани ја бойкотираат, не се пријавуваат во војска, тие што се во војска бегаат, тие што се во полиција бегаат, правиме нели доброволци и ни требаат на нас луѓе кои ќе се борат, реално нели, како сега во Украина и во Русија што им требаат луѓе што ќе се борат и на нас не требаат луѓе што се Така борат. Кадиров. Да. И Чеченија, тука Сирија. ја чул, значи сум ја чул таа информација и морам да ја кажам, значи јас не сум ја чул од Аврамски, јас сум ја чул повторно од Мане Ковлевски. Значи, дека доаѓаат тука тројца припадници некои на тие специјални што имале некакви искуства наваму натаму, По фронтот во Босна и Хрватска. тие се прошитуваат низ Македонија, повеќе низ градови, не низ шумите, и бараат некоја сума неверојатна голема, сега не се сеќавам на таа. И јас тоа не го прифатив. Сега, кои биле, што биле, Значи нема 72 значи, припадници. какви се думни, на црвените тројца. Значи само тројца. Само тројца, ја за таква информација. Ниту тие учествувале во некакви борби, ниту им е дозволено. Значи, меѓутоа, можно е Мане тоа да го барало од Аврамски. Може би тоа искуство, Значи, таа линија- после, значи, таа немам линија доказ за си тоа. траела. Да. Таа линија си Значи, немам доказ за тоа што е како е. Добро. Од кога ви се случуваат овие работи? Вие сте истражиле за Тома Аврамски,
сте се распрашале? Да, значи, од каде на пример би бил еве нападот во целата таа работа, бидејќи ако велите овие сте им дале и ве мрзат, нели тука треба да се запрашате всушност зашто луѓето кои биле најблиски соработници одеднаш почнале да ве мразат, не знам, доста Демовска не ви дала информации. Никола Груевски ви нарачал текстови најбрутални, дека сте од Турчин, со турско потекло, дека сте посвоено дете и така натаму и така натаму. Дете кој е од некој недозволен брак, однос недозволена љубовна сексуална врска. Па, на Орце Камчеста му дале, на Сашо Мелков беше шеф на војно разузнавање, го сменувате, подоцна ви стано советник. Значи во текот на војната Сашо е советник кај вас. Сашо Мелков, значи го сменуваме, јас тоа сум му кажал, нешто да крием, 2 пати Хил бараше од мене и 2 пати доста дојде, американците се стираат Сашо. Зошто? Затоа што им продаваше оружје на србите во времето на кризата. Аврамски вели дека и Борис Мејковски продавал пушки од Хрватите, од србите на Хрватите. Тоа не знам. Да. Значи ја чув таа работа, не знам, тука немам информација што да кажам. Значи, меѓутоа и практично Љубе го фаќа жив. И најверојатно после му се светат на Љубе за таа работа. И ние го сменуваме Сашо Мијалков и после 2 месеца доаѓа Никола Груевски, може ли да те замелам нешто? Каже. Сашо Мијалков остана без работа, има деца, нема како да ги храни. Значи сега Сашо Мијалков, нели знаеме колкав капитал има, така? Нели така? Само 32 милиона. Колку му зема само, се спомна, така. За империја. Значи нема кој да го храни, дали можеш и државни советници, секојаш се користели и во комунизмот, и пред мене, и по мене, и денеска. Советник да, беше. Значи, да вработиш луѓе кои нешто важат и да земаат плата, нели така? Релативно добра плата. И викам, окей, еве, и го назначив Сашо Мијалков, државен советник. Зашо советник за безбедност? Немаше никаква функција, не идеше на работа, си земаше плата, си седеше дома. Како што секој се случува со државните советници. Порамковен договор, како е порамковен договор што се. Да. Зима плата и седи дома. Михајло Маневски, кој дојдовме, ние го наследивме како државен советник од претходниот систем. Михајло Маневски. И седеше таму, седеше. И истата приказна, имаше така, може би 15 души. Подоцна антикорупцијска комисија, па становите на Никола Груевски, станува лојален на семејството, фамилијата и министар за правда. И така јас сум му помогнал на Сашо Мијалковски во време кога немал пари. Сега вика Боро Стојменов, Лјупчо Ѓорѓиевски е побогат од Сашо Мијалков. Ќе ве вратам на Аврамски, или како вели Боро Стојменов, Лјупчо Ѓорѓиевски е бетер од Сашо Мијалков, бидејќи ако на Лјупчо Ѓорѓиевски му сгрешите, осветата од него ќе биде многу побрутална од на Сашо Мијалков, и тоа вика може да биде по 2, по 3, по 5 или по 10 години. Толку ли опасен кој настрана во мене? Значи прво за финансиите. Значи јас имам фирма, секоја година плаќам даноци. Не сакам да се правдам тука. Може секој да провери, тоа се транспарентни информации, нека си плати таму во централен регистар, може да провери колку имам. Меѓутоа, тоа е драстично помалку од сите тие што беа спомнати. И не сакам да зборувам за тоа. Мислам, тоа е работа која... Тоа е она формулација која вие употребувате пречесто, средно богат бизнисмен. А кој не е политичар средно богат бизнисмен? Па не знам. Кажи ми еден кој не е средно богат бизнисмен. Кој нема политичар бизнис? На негово име, на жена му, на име на брат му. Еден политичар најде ми кој нема таков. И од десната и од левата страна. Вие имате бизнис на ваше име? На моје име, да. Градите згради? Само на моје име. Оние згради таму Кефон што се... Не се тие мои. Те не се ваши? Не се. Ајде да вратам кај Аврамски, па ќе дојме кај. Колку пари му нудат да најде атентатор кој може да го убие? Не знам, може би он спомнуваше цифрата тоа, ама не знам. Имаше една формулација дека дошол со пола милион евра. Кој? Аврамски со 500.000 евра. Има средба со Доста Демовска заедно со Борис Поповски, кој е некој од овие задгранични комитети. Тоа значи 99-та година, како посредници или како ајде да речеме гласноговорници на тоа лоби од Рачиново, кои се бават со шверц со цигари. Како или земјини од Комерцијална банка. Васко, Аврамски беше многу јасен дека до 98 година во Македонија работел и со нафта и со цигари. Да, тоа го кажа. Тоа беше јасен. Меѓутоа, исто така како го анализирате, беше многу јасен
дека со владата на Ѓоргиевски не успел ништо да направи. Да, Ни со цигари, ни со нафта. со нафта. И мислам дека дел од неговата омраза и весникот Сведок што го прави и нападите што ги прави, се дел од тоа што нема пристап до економскиот систем во тие 4 години. Еве како вели. Сега. 500.000 марки донесени во Не знам кај ги Актенташна. Не ги Значи, дава. не. До Садимовска не ги прима, бидејќи ве не сакате да ги примите тие пари. Сега. И за 5 камиони понудил 3 милиони тогашни Не марки. знам нели кај уште- понудил, меѓутоа очигледно не му е тоа, никој тоа не му го прифатил, ниту му го И Ѓоргиевски, обвинувањето е дека тоа не е прифатено, бидејќи шверцот на цигари продолжувате да го правите лично вие и вашето обезбедување Рамче или како ме популарниот Рамче. Јас со Рамче 15 години исто немам комуникација, меѓутоа можам да гарантирам, Рамче се занимаваше со други некои така како се вика улични работи, меѓутоа со цигари, со такви работи, тоа е апсурдно да се дискутира. Аско, Сега ви е шверцот, значи вака, пред 98 година, во Македонија имаше шверц на зејтин, на шеќер, на текстил, на нафта, на цигари. После 98 година, сите тие шверцови прекинуваат. Во Југославија бивша се отворија стотици афери за тие шверцови. Црна Гора, Србија, не знам, Босна, вака, така, онака. Имаше- Нигде периодот, дури и Македонија е замешена, ама пред 98. После 98 година Имаше- на ниједна приказна не е Во замешена. српските медиуми имаше еден текст кој подосна не беше продлабочен или не беше направена дополнителна анализа за ваша средба после она официјална посета на Зоран Џинџич со Беба Поповиќ, со Станко Цане Суботич во Белградска дискотека со и, Цане- и со Џеј Рамадановски, кај што ви имате средба и тоа ве врзуваше со шверцот со Цане Суботич, јас два пати сум се сретнал, едно шпобарање на тука на еден македонски бизнисмен. што беше уопсен подосно од претходната Не власт. знам сега кој е, не сакам да начинам. Меѓутоа, Од влашкото лоби. јасно кажав дека не да, така е. Јасно кажав дека таа работа не ме интересира. Второ негов обид беше точно тоа. Добро е, значи гледаш, ја не знам тоа кој го пишал, меѓутоа Мислам дека српски медиуми. не ги негирам тие работи. После официјалната посета, нели завршувањето на една од сериите со Џинџич. Тоа секогаш така било кога доаѓаат премиери, после има некоја релаксирана атмосфера, дали е тоа ресторан, дали е седење во куќа, дали вака така, тоа е некоја традиција. И ме носат во тој кафичот на Џи Рамадановски. Тука не сум само јас, тука е и Срđan Керим и Зоран Крстевски, да, не сум само јас. Прочита сега И- се подготви за Точно е дека тука не се сеќавам, некој ми го носи Цане Суботич, да се поздравите, ама тоа е гужва, нели? Така се поздравувам и тука завршува целата приказна. Значи немате учество во шверцот цигари. Гледате, Рамче вашето шеф на обезбедување беше. Да. Тој ви се јавува сега, односно се јавува сега во аферата Онишченко. Да, значи јас со Владко немам 15 години комуникација. Председател на Коничката федерација, видите, Он имаше страст према тие коњи многу одавна. како кралицата Елизабета, таа имаше страст кон коњите, Тоа значи, сега, тоа значи луѓето имаат различни, да. сина крв, значи сопругата му е начело нова Да. асоциација или како се нарекува на обезбедување на Значи нема агенции многу кои се бават информации со за него. Еве сега и јас го видов, нели, во ова. Не знам што е приказната, Да, стварно. интервју, значи во Слободен печат, ако не се лажам, Да, значи излезе, да, каже така. вклучено околу Онишченко афера која го сруши директорот на АНАБ, која направи политичка криза во државата. Раско, значи барем 100 луѓе Значи кои се видни функционери на разни места биле во моја близина. Ја не можам да одговарам за нивните постапки што прават како да сте постапат. сопсеник, да сте газда на коњи, на конички федерации и така натаму, тоа е скап спорт. Не е тоа фудбал, па ќе му купите на дете, па ќе го пуштите на улица да игра, да купите еден или два коњи, да гледате коњи, тоа е сериозен, тоа е сериозен бизнес. Знам дека уште пред 15 години он имаше таму, како се вика тоа, некоја нели ергела за чување и практично чуваше коњи на луѓе, нели така. А сега после како растел, како се развивало, стварно не ми Илиски, за Дравелски мора да не прашам, гледате се враќа после 15 години, го апсат, има можност достигне од 2028 година, има можност да се
продолжили да се обнови судењето и така натаму. Долго време вие како партија бевте во канцелариите или во просторите на Драган Даравелски. Тој е во строгиот центар Ристичева палата. Така, Дел од капиталот ваш беше ка Драган Даравелски, имавте некој ве плашили враќањето на Драган Даравелски? Може ли Драган Даравелски да биде некој лакмус како би завршил Никола Груевски по некој 1, 2, 3 или 4 години? За разлика од Никола Груевски, кој се откажуваше од луѓето ако малку му носат негативи политички, јас не се откажав од никој од тие луѓе кои беа прогонувани, ни од Војо Бихаловски, ни од Ламбер Неудов, ни од серија на таму на други личности. А морам да кажам дека и со Драган Даравелски јас се задржав комуникацијата до ден денеска. Зошто реши да се врати назад, тоа не ми е јасно. Вида само можам да кажам една работа. Васко, ние многу работи во Македонија ги правиме пропагандно. Дури и судството прави пропагандни некои работи. Вие да речеме вака, вие погледнете, имате 100 случаи на луѓе кои изгазиле луѓе во сообраќајна несреќа, 95% тие били ослободени. Видоа ќе се фатат за еден случај, да речеме, тоа беше газење, нели, значи не оправдувам никое газење, пред нели ова што беше пред Сити Мол, значи целата јавност бара линч на тоа момче. А чекајте, а претходно еден другиран што згази една жена тука во ова и што го ослободија. Значи така е со сите работи во Македонија. Имаме линч и имаме луѓе кои поменуваат без проблем во осудството. Само да ви кажам. Значи кога зборуваме за Драган Даравелски, значи ние зборуваме за Драган Даравелски, не знам ваков криминал, таков криминал. Знаете ли зашто е пресудата на Драган Даравелски? Драган Даравелски е осуден затоа што спонзорирал од царина, а немал законски право во тоа време. А после Никола Груевски носи закон кај што може да се спонзорира. Скопје 2014 е спонзориран од фирми кои во тоа време, значи кога сум бил јас, немале право да спонзорираат. Сега. И сега, што спонзорирал? Спонзорирал 20 коли на градоначалници на општини. Спонзорирал кола на Македонската православна црква, мислам дека конкретно таа кола е на господинот Тагатангел. Спонзорирал апарат дали за ДНК на МАН, за тие утврдување на ДНК. За некој апарат беше многу скап. Биохимиските анализи што правеше Ѓорѓе Фремов. Некои такви анализи, значи некој апарат знам дека беше спонзорирал. Спонзорирал спортски клуб Куманово. Фудбалски клуб Куманово. Значи некои спонзорства, некој отишол барал пари за операција, он го спонзорирал, а немал право. Значи, да се разбереме, тоа е криминалот, значи нема докажано дека земал пари за него, значи само дека немал право да го прави тоа. И тоа натрупа богатство, Ѓорѓевски, видите. Значи сите луѓе кои беа функционери во ваша влада, реално натрупа богатство. Значи се обидуваат, направи многу пари. Значи вака Даравелски начеве го во Белград е 15 години, знаете, во Груевски е во Будимпешта 4 или 5 години. 15 дена ќе одиме на одмор, па не можеме месец со месец да врати. Значи тие луѓе направиле сериозни капитали за да може да бидат во екзил политички или бизнис. Пријави, нека ги докажат, значи велите сте биле во канцелариите на Даравелски, тој е строг центар на Скопје. Тоа е повеќе од 250 квадрати, предпоставам ја, зашто беа големи простори, кај што бевте сместен. Тоа чини значи по 3-4 илјади евра. Даравелски беше бизнисмен и пред да влезе во Со многу пари, Ѓорѓевски. Не знам што има капитал, како има капитал. Беше ли дел од вашето обезбедување кире од Никопова што осигурување тука? Како вели Томо Аврамски дека работел доле не на рефлекторите, не на камерите, туку на мониторите во владата, кој влегува, кој излегува и така натаму и така натаму. И дека вие и владиката Наум стоите зад неговите бизнис неговата бизнис империја. Јас сум директор на Никоп, никош не сум се сретнал. Сега претходно кај бил што бил, не можам да се сретам. Работел наводно, значи јас не знам, немам информација за неговото. Бидејќи почна малку со Аврамски, може ли малку да ми дозволиш ја да направам анализа малку на Аврамски? Има Аврамски најава некоја пред еден месец, не знам дали ја читавте на Facebook. Не знам.
се ближи денот до Великден, кога ќе дознаете сите кој е Лјупчо Ѓорѓевски. А може ли јас да малку Ајде, слободно. да го Сакате ли за ова да искоментирате? Не знам што ќе пишува, нека пишува што сака. Има напишано, тука сте прочиталете. Не сум прочитал, меѓутоа не ме, значи поканете го, викнете, така сега. Васко, видите, јас кога сакав да одговорам на некои обвинувања, сакав да го направам анализа на ликот на овој Аврамски како парадигма на Југославија, за кој многу луѓе се уште размислуваат со многу позитивна емоција како идеална, како правна држава. Значи, прво, таа анализа до крај тогаш не сум ја имал, тоа се информации што ги собирам од последната твоја емисија до сега. До сега. Значи вака. Значи, Васко Аврамски, еден месец, Тома Аврамски, значи прво има еден квалификатив кој многу македонци го подценуваат или не сакаат, вака го забораваат. Тој во емисијата со Марич, Милан Марич, кажува дека тој е внук на српски четнички војвода и дека тој се чувства како србин, тој се декларира како македонски србин. Вие гледате сега, некој во Охрид се декларира како македонски бугарин, целата македонска јавност врие, како може во Охрид или во Битола да има некој македонски бугарин. Овој тоа го кажува со голема гордост дека тој е македонски србин. При што, пазите, во Берово има десетина фамилии кои се доселени, тие се срби. И во Делчево има такви. Тие се срби. Меѓутоа, Тома Аврамски е староседелец, тој е од 2500 години македонец, нели, антички македонец, кој одеднаш во одредена фаза, значи мислам дека не е антички. Па сега не знам, ама сакам да кажам коренот му е дека не е антички. Коренот му е не е доселен сега, нели? Значи он си е србин од Берово. Значи, нели, србин. Значи нема проблем он да се декларира. Добро, во интервјута на неколку пати вели вашата држава, нели? На неколку пати употреба таа формулација. Значи не е проблем еден беровец. Не го крие тоа. Значи еден беровец да се декларира како македонски србин, при што да кажува дека дедо му е убиен од бугарите на Ванчо Михайлов, при што убиецот му е бугарин од Трботивиште. Така е. Нели, тој е од Трботивиште. Имате денеска неколку славни новинарски имиња во македонскиот простор. Значи, тој е бугарин од Трботивиште, што го убил овој србинот од нели Берово. Иначе тоа поминува без проблем во македонската јавност. Од Ратево, мислам. Да, така. Еден од Ратево, еден од Трботивиште, спомна така. Значи не е еден проблем. Сега, тој македонски србин, како што он самиот зборува, гледате, има отворен простор во Белград на сите нивоа. Сега, ако не лаже, нели, ама кажува, нели, кај овој министер, кај оној министер. Два пати бил Миломир Марич, значи... Да, новинар, од тука, како што гледам и во Македонија, пред 98 година му се отворени многу врати. Се јавувам кај Влашки, се јавувам кај овој, се јавувам кај оној. Кај Јован Андонов, Значи, тука некој има респект према овој. Значи, половина се умрени, меѓутоа половина се живи личности, така, може да демантират, не е демантирано ништо до денес. Сега, при што, ако денеска се распрашате во Берово, вака, за нас тоа не е важно, ама некој кога вака гледате, не е лошо да проверите каква има биографија малку. Во Берово важи дека Тома Аврамски е човек кој не завршил 8 оделение. Значи, не средно. 8. Значи, се знае дека од училиштето во Берово не можел да заврши, па поминал во најмалку уште 2 селски училишта, така ги праќаат. Кога не можеш да завршиш едно училиште, те праќаат во другото. Во Русиново и во, не знам дали во Двориште или не знам таму кој е село Смојмирово, и таму не завршил, и на крајот се знае од неговите биографски податоци дека бил во специјална паралелка во Блатец. Значи, за целиот регион имало една специјална паралелка. Знаете што е специјална паралелка, нели? Сега таму дали завршил 8 оделение или не завршил, не може да се потврди, меѓутоа можно е да има диплома од таа специјална паралелка во Блатец.
Сега, еден човек кој нема завршено 8 оделение во југословенскиот комунистички простор, ама има еден друг квалификатив. Дедо му е командант на српските четници Во Македонија. Во Македонија, односно на србоманите што ги викаме, нели така, во тој таму регион. Значи на него му се отворени вратите пред се во Белград, потоа нели до негде и во Македонија. Значи не е проблем него директорот на Рафинерија Жантевски да го прими, да организира, нели како што го слушаме нафти. Со второ човек на Иго Петров. После таму гледаме кај го праќале. Го праќале во Брисел, каде што е центарот и на македонската и на хрватската емиграција. И на албанската. И на албанската. Го праќаат во Париз, кај што во тоа време повторно има такви некои кругови. Таму е центарот на српската емиграција. Значи, и српската, значи најверојатно неа шпионирала и српската емиграција. Четничка што се вика у тоа време. Германија. Сепак тоа е Југославија, нели? Франкфурт. Сепак тоа е Југославија. Така е. Па потоа после го прават некој началник на некоја фирма во Русија, нели, српска, од тие. Он се представува како главен директор. Тука претпоставам не бил главен директор со 8 оделение, ама најверојатно бил некој управник на некој ниво, нели така? Што сакате да кажете? Па бил во Босна со Аркан, така? Да. Не кажува дека бил 2 години во Бугарија и тоа го научив. Бил во Бугарија, значи, кажува. 2 години, кажа? Не го чув. Бил во Бугарија. 2 години поминал во Бугарија, тоа бугарските служби нека му ја мислат. Имал Како им комуникација него и со Бојко Борисов. се фали дека со Бојко, не знам, врати разни, не знам. И со Васил Бошков Черепот. Нека бугарските служби му ја мислат што правел Аврамски во Бугарија. Има еден друг интересен дел. Во Македонија 2 пати пука. Еднаш пука ми се чини во канцеларија на комуналец во Берово, а вториот пат 96-та година пука во Кавга со Вамаровци. Еве колку е тој Вамаровец. Тој во мислам дека во Бен Квик или не знам кој таму ресторант или не знам како се викаше ресторантот во Осмојмирово. Во Осмојмирово имаше еден познат ресторант. Значи пука во тепачка со Вамаровци во Берово, ги затвараат Вамаровците, а овој што пука, значи не е затворен ни првиот пат, ни вториот пат, а исто така се фали дека во Белград пука, нели кај што вика дека Го брани Тома Фила. дека убил некој, Така дека ранил некој. Двајца се убиени и еден ранет. И нема проблем, после се докажало дека пукал он во таванот и го пушта југословенската служба. Значи не знам дали убил или само, ама дефинитивно ранил некој, значи според моите информации. Чекај Васко, 3 пати да пукаш во Југославија, што викаме правна држава многу, и да бидеш на слобода. Кај го има тоа? Значи што си ти, кој си ти? Што сака да каже дека соработник на службите, дека има соработка со службите? Не само дека, значи мислам дека тоа не го крие, па гледате он самиот кажува. Ќе му кажале од службите каков апарат да донесе од Брисел, он ќе им го купи апаратот и им го носи апаратот. Институтот за безбедност со Јован Поповиќ и така натаму. Исто така има фирма за компјутери. Чекайте се, човек кој нема 8 оделение е специјалист за компјутери, тој бил покритие на таа фирма на југословенските служби. Он бил само покритие. Ништо повеќе од тоа. Тоа можам да заклучам дека можноста да најде човек што би извршил атентат врз вас била доста сериозна. Па најверојатно. Дека во тоа учествувале сегашниот Жан Митрев, нели, прочоек газда, собственик, Жан Митрев и Мане Яковлевски. Мане Яковлевски кој има врска, нели, со диаспората, долгогодишен, нели, прв човек на ветераните на ВМРО ДПМН, и Жан Митрев, нели, брат му беше ректор на Штипскиот универзитет во времето на Никола Груевски. Значи, направивте една анализа на Тома Аврамски. Васко, гледај сега вака. 30 до 40% од времето на Тома Аврамски во интервјуто со тебе помина за мене, а ти со задоволство му ги поставуваше прашањата, така. Значи, сега вака, еден дефиниран удбаш, значи, сака да ја компрометира мојата идеја во Република Македонија, а при тоа ја ти кажувам. Значи, најодговорно ти кажувам. Значи, првата средба со него е од 90-та, еве да речем јас 2014, значи после 15 години од формирањето на ВМРО, јас се среќавам прв пат со тој човек за да каже што нели напиша после дека го напиша. И сега тој да зборува за мене работи кои
најверојатно читал, пропагандно ги знае или не знам што понатаму. Во таа насока сакам значи и ти реков, сакам да го разобличам Аврамски како една парадигма на југословенскиот систем кој се уште го фалиме, го воздигаме. Значи, во тој југословенски систем си можел да бидеш без осмо оделение. Значи, со сите врати отворени, само доволно е да имаш јасно српско, србоманско, нели, значи мирато. Значи, можеш инаку целата таа група, ООН, Аркан и сите други што ги спомнува, таа каква е група? Таа е група на најобични криминалци кои буквално краделе по Франција, по Белгија, он кај кажува негде Шведска, а и УДБА ги штитела, за возврат тие им извршувале некои гадни работи. Може би да следат некои политички противници, може и да убијат некој политички противник. Таа е таа структура. И ние не можеме да правиме таков тип херои во Македонија. Васко, после твојата емисија имаше таму 100 души кои рекоа Тома Ромски за председател на Македонија. Чекајте, кои се тие ликови? Кои се тие ликови, Васко? Се плашам дека одговорот ќе влезе у многу лични води за вас, дека ќе ви изведат и прљави алишта. По-прљаво од тоа што сакате вие да имате? Тоа што го напишало он веќе. Да, веќе напишано. Значи, нека пишуваат што сакаат. Значи, Васко, ако ти сметаш дека тоа се личностите кои треба да бидат промовирани во Македонија и да ги девалвираат личностите што сепак нешто оставиле некоја трага во Македонија, мислам, окей, продолжи со таа политика. Меѓутоа сакам да ти кажам, значи не можеш од еден неписмен манипулатор да правиш херој во Македонија, кој при тоа нигде го нема во тој простор македонски. Значи исто зборува за Борис Трајковски глупости. Јас зборува за Кецко глупости. Јас Кецко сум го видел 100 пати со Борис Трајковски. Ама Аврамски со Борис Трајковски исто така некој што Кецковски беше обвинет дека шпионирал за вас, дека го документирал, дека го снимал Борис Трајковски. Кога Кецковски во едно интервју кажува дека го носел Борис Трајковски на средба со Бранко Црвенковски без јас да знам. Во Фазанерија. Па не знам јас. Значи јас за таа средба на Борис Трајковски со Бранко Црвенковски го научив од интервјуто на Кецковски. Како Кецковски беше? Исто во емисијата во центар го кажа, нели? Наредно во центар, кај тебе го кажа, знам дека некаде го кажа. Тука дека значи јас прв пат слушам тогаш дека Борис Трајковски одел на, значи Кецковски му бил верен на како се вика, подосна им се раскрстија пати. Тоа е последна фаза таму, после. Нели неговото обвинување дека во таа фаза Кецковски работи за вас, дека документира што работи Борис Трајковски, дека што поважно да ми каже од тоа дека се среднал со Бранко Црвенковски. Го нападна и вашиот најблизок соработник Ванчо Ефтимов, како го нарекува црна книга на криминалот на Љупчо Георгиевски. Глупости, што зборува ми ставно. Спомнува нешто електростопанство, тие фирми што ги спомнува со електростопанство. Значи не се можев да разберам, меѓу редови биќе ве велите дека Тома Аврамски има 8 оделение, дека Ванчо Ефремов наводно не завршил, па имал диплома некоја во Тузла земено за средно училиште, тоа беше кажано прилика. А и Сашо Мелков тргна против Ванчо Ефремов, ако не се лажам, да го апси, кога беа на власт. Навистина е црна книга на Љупчо Георгиевски или не е црна книга на Љупчо Георгиевски? Васко, не знам што ти коментирам. Па не, прашам се. Не, каква црна книга? На што црна книга? Па како вели на криминалот на Љупчо Георгиевски? Тоа се глупости, Васко. Васко, гледа са... Ме погоди Георгиевски многу неговиот настап, предпоставам. Не, Васко, ме погоди тоа што ти му даваш значење во 3 или 4 емисии на една беззначајна личност, која има јасна удбешка профилација. И ти сакаш да ни го направиш херој во Македонија. Тоа ме погоди. А инаку сите работи што кажеш. Значи, или таа глупост што носел некој бизнисмен во Македонија, 2 милиарди долари. Значи, а тој бил на НАТО, така? Тој на НАТО. Шајте го НАТО, како може да си дозволи, некој од НАТО? НАТО, некој што бил претходната година во Босна да го носи во Македонија. Дали некој демантира, значи таму се спомнати од Джантевски, од Джанко Чадо, од Васил Прашај ги нив. Значи Васил Лашки, ајде Јован Андонов е покоен, значи таму се преку 70 или 80% од луѓето кои се спомна. Јас не знам до 98 година, до 98 година не знам што правам. Значи не можам. Јас ти кажувам дека
ако веќе пред мојот живот се појавил ако- 2014 година ако за- прв пат. Ако за тие интервју нели збориме, тој не крие дека шверцува. Тој не се представува како мајка Тереза. Тој не вели дека бил академик. Тој вели дека шверцува во мое време, дека Васко. учествува. Не шверцува во мое време, шверцува пред мое време. Се обидел да ви понуди договор, не сте го прифатиле. Значи, прво Донел не пола дошол милион. до мене тој, никаков И не вели дека тој вели дека има соработка со вашиот возач Трајче. Така јас значи кога ги гледав сите. Трајче е мртов, меѓутоа Да. многу одавна Бог да го прости, меѓутоа нема таква работа. Георгиски, веќе сте истражувале во Берово, нели, кој е Тома Аврамски. Многу на Беровчани, кој беше интервјуто ми се јавија, што е со Лјупчо Георгиевски, не го гледаме во Берово 4 или 5 години. Одите во Берово, вие присутен сте таму? Одам, колку одам во Берово, одам и Делчево, зашто? Тогаш се говореше за некоја хациенда, нели, кој бевте лидер на ВМРО, да кој бевте премиер. Постои таа хациенда, може да се види. Постои, Одите, па е 100 пати ја слика. одите вие таму или Одам, Да. Одите сликајте, Не, да зашто да сликаме, прашам, значи јас само Да. се обидам тука нели да будам да прашам. Сега, бидејќи имал комуникација со вашиот возач Трајче, тој говори за некои средби кои Трајче е пратен во Лугано и во во Трајче е починат пред Добро. не знам сега 13 години. Не знам што да ја кажам за мртов човек. Значи средбите со Трајче, значи ако бил со Трајче, ја ќе сум го видел негде или не знам ќе сум, значи нема такви работи. Кај, значи Васко, човекот прв пат доаѓа у ВМРО ДПМН и како што се распрашав го носат Каширски на точно во текот на изборната кампања на Борис Трајковски. Тоа е, значи до тогаш он е СДСМ. Значи, ти кажам, 2096 година се тепа со ВМРО-вци во Смојмирово и пука пиштол со нив. И не го затвараат него, ги затвараат ВМРО-вците. Добро, еве тоа е СДСМ. Како ги дефинирате нападите од Борис Стојменов тогаш? Пошто тоа се исто така брутални напади. Кај што се милиони, кај што се, видите, ако сме ние сериозна држава, сега да бидеме реални. После интервјуто на Борис Стојменов во емисијата во Центар, Борис Стојменов требаше да биде повикан во полициска станица, да даде исказ, да каже како во торба или во кеш 1 милион, 1,3 милиони евра или марки тогашни, има однесено во ВМРО ДПМН, тоа е приватизацијата на Стопанска банка, па тоа е и приватизацијата на Окта, што тој вели дека тој се залагал да не се приватизира. Нели рековте дека не сум видел шанса, еве нели видам шанса бидејќи и Боро Стојменов е гледа некаде 103-104 прегледи, тоа се фантастични бројки за македонски услови и директни обвинувања за вас. Како вели Боро Стојменов? Значи, Васко, прво да расчистиме на работа, не ме повика ти, туку јас те повикав тебе и поборав да одговорам за Борис Стојменов и за овој Томе Аврамски. Повикан сте, вие имате карт бланш, повикан сте Значи, отворено. конкретно за овие напади, јас ти се јавив дека сакам да одговорам, така? Вие се јавите после Нова година. Јас ве барав пред. Не е важно, еве вие сте се јавили. Ајде да не губиме, да не ја правиме тензична работа околу тоа. Борис Стојменов имаше одредени обвинувања. Значи, Би Борис сакали да Стојменов одговорите на тие обвинувања? кажи Владко. Едното- Поминавме веќе на 2 сата, ќе идеме пак. Не, сега ќе ви кажам. Добро. 1 сат и 1 минута. Добро. окей. Ја имаше 15 на 20 минути. Така нели е договорот. Борис Стојменов обвини дека во Јас приватизацијата кога ти се јавив, така и замислив идејата, сега да не испадне дека ти нешто правиш оригинално. Јас ти реков, сакам да одговорам на нападите на Борис Стојменов и на Јас сметам Аврамски, дека треба да одговорите, бидејќи ве спомне дека треба да одговорите. Значи, вие го обвинивте Борис Стојменов, односно еден од неговите синови во интервју во емисијата од пред 3 години, дека на сметка во Лондон се префрлени одредени пари после приватизација на Стопанска банка, дека тие документи сте му ги дали на Никола Груевски и наместо Никола Груевски тоа да го санкционира, го злоупотребил или го употребил за ставање под контрола на Канал 5 телевизија. Тоа прашање беше поставено на Борис Стојменов и тој вели не е точно. Провизијата е однесо во ВМРО ДПМН, тоа е 1,3 милиони евра, а дека вие и Павле Трајанов всушност сте ги воделе главните преговори со грците. Ајде, видиме што можеме тука да слушнеме од вас. Поставаш едно прашање, ќе ви дадеш просто ја да одговорам во едно големо прашање. Апсолутно. Значи, прво Борис Стојменов, кој ќе му отворите таму биографијата, пише во основач на ВМРО ДПМН. Борис Стојменов е бил во ВМРО ДПМН, меѓутоа е далеку од основач на ВМРО ДПМН. Дури се сеќавам како влезе во ВМРО ДПМН, жена му на него е од Делчево, па таа жена е таму роднина на еден мој вујко и од таму се јавија да го примиш многу способен човек,
Мислам дека тогаш, ако се уште дали бија во Штип или може би живеа уште во Штип сега, не се Или дека бил директор во Астиба. Да, тоа, значи прв пат го чув тоа дека бил директор во Астиба. Јас го немав слушнато. На твоето интервју. Да, јас го немав слушнато. И почнав да ми се закачува, не знам тоа дали беше кога требаше да се прави тајна експертска влада на ВМРО да помене во тоа време. 92-а. Па така нешто беше сега, не знам, и да биде нешто министер, да биде вака така. Јас со самото тоа што беше преку ургенција го ставив на дистанца. И после некое време пак имаше некоја пауза, го немаше и после сега не знам дали 94-та година продолжуваше да комуницира, да се јавува, меѓутоа некако член на ВМРО и почнав полека да го вклучувам во ВМРО. Тој беше еден од ретките бизнисмени, нели кои нели помагаат. Инаку еден од главните луѓе што го користеше тоа во тој момент е дека Алекса Стоменов, еден од 5-6 најблиски соработници на Ванчо Михайлов, е негов чичко или вујчко. И секој што го истакнувал со гордост, прв пат кај тебе слушам дека неговата фамилија и фамилијата на другите браќа се оградиле од Алекса Стоменов. И сега тука е еден друг момент. Реагираше Вида Боева. За третманот на българофилите во Македонија. Сигурно Алекса Стоменов не им барал на браќата да ги делат нивите. Обично за тоа браќата се караат кај нас. Најверојатно службите во Македонија им рекле оградете се од Алекса Стоменов и они колективно се оградуваат. Алекса Стоменов не е ништо, нели така? Тоа зборува за тој третман на тие што биле со пробугарски идеи во Македонија. Меѓутоа факт е дека прв пат слушав во твојата емисија дека Борис Стоменов се оградувал од Алекса Стоменов. Тоа никогаш не било. Тоа го користеше како адут. И Борис Стоменов секогаш беше од тоа бугарофилско крило во ВМРО ДПМН. Па и тој самиот каже, се дружел со Димитров, се дружел со Никола Клюсев, кај што вика они се бугарофилите, ја не бев. Се сеќаваш на тој момент. Доста Димовска беше во таа, нели, исто беше многу голем пријател со Доста. Борис Стоменов беше дел на бугарофилското. Па така важеше. Гледате телевизијата сега е против договорот со антибугарска. Да. И во целата таа ситуација, Васко, Јургевски, кога вие станувате книговодител? Значи, кај Борис Стоменов. Исто приказната, кога одиме во Америка, се извинувам, јас, Борис Трајковски и ова, како се викаше, овој Борис Стоменов, тој за мој грб ги убедува овие на Ѓорче Атанасов луѓето, дека имаме општа историја со Бугарија. И после кога се враќаме, тие пишуваат во вечер писмо да кажуваат бугарофилите на ВМРО ДПМН, така? Значи Борис Стоменов е бугарофил. Значи така се представуваше, меѓутоа испадна дека, значи сега кога ќе ја направите целата анализа, испаѓа дека тоа го правил по задача. Затоа што вие се сеќавате дека на него му беше отворено досие во времето на лустрацијата на Никола Груевски, па камерите го фатија пред архивот, па излегуваше на задната врата или преку прозорец таму, преку прозорец да не го видат, а после Никола Груевски вика не е тој Борис Стоменов, некој друг бил, а кој тој другиот? Зашо па не го објавија на другиот? Да го видиме досието на другиот. Тоа беше Зоран Тодоровски, кој беше директор на архивот, нели таму се чуваат документите и документација. Значи целата таа приказна што ја правил, значи ја правил по задача. Да не зборуваме за неговата задача во рушењето на ВМРО ДПМН. Тоа беше неколку месеци пред кризата 2001 година, каде што сите тие 4 или 5 пратеници што ни ги зема, ги плаќаше директно. Борис Стоменов. Испега дека парите доаѓале од комерцијално, од вамо, од таму, меѓутоа вратата према тие луѓе не може Хари да дојде да купи некој од ВМРО ДПМН. Треба некој што го знае така. Значи парите што ги давал, Борис Стоменов. Тоа беше државен удар во Македонија, Васко. Значи тоа беше драматично купување, значи и претходно имало купување на пратеници. Значи и од први мандат 1994 година сада само ни купи неколку пратеници, ама не бевме власт. Тогаш бевме власт. И службите, значи, се вклучуваат во купување. Вие знаете, Слободна Богоевски беше во таа приказна. Така, се вклучуваат во купување на пратеници со цел да падне една власт во држава. Тоа се вика државен удар. По сите
теории на Значи, вие сметате, политиката. добро да разберам. Значи, вие сметате дека Томо Аврамски и Борис Стојменов по задача ве напаѓат? Од иста школа се даде. Од иста школа се? Па зошто сведок го направи овој? Томо Зошто Томо Аврамски сведок го направи? Дека службите тоа му го имат нарачано? Дека е вклучен Богоевски, дека целата бидејќи еден по ајде вака. Не знам за Томо Аврамски за Богоевски. Значи можеби Томо Аврамски си е директно од Белград. Значи линијата на Томо Аврамски си е белградска. Колку што А на Борис Стојменов си е македонска. си е македонска. Да. Борис Стојменов вели дека сте биле книговодител во неговата фирма. Да. Може ли таа приказна да ја објасниме, да ја разчистиме, можеме да ја разбереме. некаде 94-95 година вие сте тогаш се пројавуваат работен во некои бизнисмени кои сакаат да го финансираат ВМРО ДПМН и Борис Стојменов изразува желба да биде таа, како се вика, трансмисија. Тие му прават некои договори на него, а он, значи пазите, не ни ги дава во кеш, туку ни дава плати на таму тројца, четворица, 5 души, кои партијата работевме кај него. Сега не се сеќавам кои беа, меѓутоа имаше значи имаше таква ситуација. Тога значи не сте средно богат бизнисмен, туку сте вработен книговодител кај Борис Стојменов, така да ве разберам. Да, така е, да. Еден политичар кој е чест гостин во оваа емисија, Да. кој од ВМРО ДПМН, кој бил близок со вас, сега не сте толку блиски, кај што и тој ви има напаѓање, вие му имате вратено, каже дека му се нуделе 200-250 илјади марки, стан во центар на Скопје, бесна кола за да ја смени страната која е 2000 година. Да бидеме новото парламентарно мнозинство против вас. На неформални кафе пиење. Се не знам, кажете кој е. Добро, предпоставувате. И дека Борис Ма Стојменов имаше такви нови, да. и дека Борис Стојменов бил тој што ги давал парите. Ама јас тоа го знам без да го знам кој е сега овој бизнисмен, кој е. Ако сака може да потврди или демантира Филип Петровски. Може да потврди или да Ама демантира. тоа на многу им се нудеше. Некои кажуваа, а некои прифатија. Георгиевски, колку време сте вработен кај Борис Стојменов? Ние имавме таква ситуација, тоа сум го кажал. Ние имавме пратеници кои во таа ситуација доаѓаат и велат: ни нудат од другата страна толку пари, Дајте ни нас. Дајте ни. И ние на тројца луѓе имаме дадено по 100.000 евра за да останат со нас. Еден беше професор по физкултурно училиште, така натаму така. Добро, Георгиевски. Значи тоа беше голем удар. Ај се за обвинувањето на Стојменов. Ве велите Стојменов земал пари на сметка на синот, Стојменов враќа 10 милиона, поделија Павле Таранов и Лупчо Георгиевски. Зашто? За продажба на Стопанска банка. Дека има две, значи Право, тоа мислам дека не го кажува. Значи, право и не може да го кажува. Значи, вака сега, Васко. Значи, продажбата, приватизацијата на Стопанска банка во исклучителен монопол беше на двајца луѓе. Едниот беше Григор Бишев, делегиран од Народна банка, и вториот, министерот за финансии, делегиран од владата на Република Македонија, Борис Стојменов. Сите разговори од почеток до крај ги водат тие двајца. Имаат монопол. Едно време се приклучи една друга банка од Грција, кога виде, можеби Пиреус беше, и тие знам дека нудеа некои повисоки пари. Меѓутоа Борис Стојменов не сакаше да разговара со нив. И си го заврши како што си сакаше разговорот со Стопанска банка. Може ли ја да цитирам? После завршувањето на целата таа процедура, јас добивам информација, дори нели и со Свифт, дека му се префрлени на Борис 1 милион. 1 милион и 200-300 марки. Дали се само толку? Дали има втора или трета? Од Лондон. Од Лондон. На името на фирма на Емил Стојменов. И тој документ и го сум го вадел. Тој никој не се заинтересира. Тој во јавноста, во емисија. Да. Подосна имаше она телефонска, нели, снимен телефонски разговор помеѓу Сашо Мјалков и Емил Стојменов, кој Емил Стојменов вели: "Уште Лупчо Георгиевски да го апсиш." Така е, па таа е таа освета, затоа што Емил Стојменов. Васко, он спомнува дека добил кеш во партијата. Бака, сака ви цитирам, значи да не направиме грешка. Значи тој вели дека представник на грчката банка Добро. понудил провизија од 1,3 милиони марки да ги донеси кеш во партијата. Тоа е една работа. Дека се појавила втора грчка банка, тоа е Пиреус банка, која давала 10 милиони и плюс 10 милиони марки за вас и 2 милиони марки, тоа не е добиено, туку дека е понудено. И 2 милиони марки за него.
плюс за Павле Трајанов и за Емануел Малели спокојно. Значи тоа во интервјуто го кажа, јас само цитирам, нит знам, нит сум учествувал. Тоа се за нас обичните граѓани огромни суми на пари, Георгиевски. Значи јас Тоа ли е средно богат бизнисмен? не, вака сега Васко. Од прилика. Ајде. Малку кочи. Ајде, Значи, не скоча многу. Прво, само ако сум други. сакал, јас да ја наметнам другата банка, ќе сум ја наметнал и сега немаше да биде Стопанска банка собственик, туку ќе беше другата. Ќе беше Пиреус. Значи, Добро. знам дека Пиреус се појави и тие нудеа 10 милиони за Стопанска банка повеќе. Не за нас или за Петко или за Станко. Јас ви цитирам што кажа. Океј, значи јас ви кажувам па, значи што знам јас. Меѓутоа Борис Стојменов го одби тоа со образложение, чека сега јас зборувам 3 месеци тука. Стојмено вели цената на Стопанска банка од 70 милиони во преговорите зголемена на 118 милиони марки. Но дека вие и Глигор Бишев сте прифатиле, значи вие сте прифатиле државата да ги враќа долговите на Стопанска банка, а не тоа да го прави новиот газда и дека за возврат на тоа ви е дадена провизија. Тоа е обвинувањето. Васко, значи вака сега. Ајде. Значи, од кој ми е дадена провизија? Грчката банка. Од која гречка? Стана збор за национална, дека Пиреус нудела поголема провизија. Од Пиреус или од другата? Да, Пиреус нудела поголема провизија и вие сте притискале за Пиреус, но Стојменов обстојал и ја продал на Националната банка. Значи, и дека таму е даден 1,3 милиони за него. За партијата. Кај е за партијата? Дека е донесена во партијата таа. Сега јас ви кажувам сега, значи Васко. ја нисум видел, нисум земал, значи само ви цитирам што е кажано. Васко, значи вака сега. Прво, тенденциозно настапуваш, затоа што, значи вака сега. Ја ви цитирам што кажал човекот. Вака, ако јас сум инсистирал Пиреус да ја купи, Пиреус ќе беше денеска собственик на Стопанска банка. Значи, она што јас го знам дека Пиреус нудеше 10 повеќе од тоа што ова другата грчка банка што е сега собственик го има приватизирано. Борис Стојменов тоа го одбива со образложение, јас тука разговарам 3 месеци, сега што ќе испадне, и ги прекинуваме и се прекинуваат разговорите со Пиреус. Пиреус го нема нигде. Кај Пиреус? Го има во Македонија, Добро, го нема. Добро, смета дека за тоа Борис добива 1,3 милиони, има свифт. Добро. Имам свист и ми го даваат луѓе кои се со авторитет, не Станко Манко, туку луѓе од авторитет ми го даваат. Борис Стојменов, кај му се тие пари, нека се провери во Англија, сигурно тие пари има, меѓутоа никој не се изангажираше во Македонија да ангажира. Кај одат тие пари? Борис Стојменов, одговорно ви тврдам, една банка кеш нема донесено спонзорство во ВМРО ДПМН никогаш. Никогаш. Една банка кеш. Најмалку милион или не знам што. Второ, и да се донесе кеш, могло да има некоја расписка. Се даваа расписки. Тогаш не беше проблем да партиите да земаат во кеш. Значи сме земале ние во кеш и сме давале расписки. Значи што ќе дадеш ти 1.300.000 на некој, нема да земеш дека си ги дал парите. Сега толку е наивен Борис Стојменов, од тие наивните ти изгледа на тебе. Подобро се, вие сте министер, подобро го знаете од сега вака сега. Трета работа. Значи Борис Стојменов, Никола Гроевски, Маријан Ѓорчев, една банка немаат донесено во партијата. Најодговорно ти го тврдам тоа. Во тоа време кога сум бил јас. Значи, Васко, лесно е. А зошто, прво да те прашам, зошто Борис Стојменов сега најде да проговори за тие 1.300.000? Значи, тука проблемот е 1.300.000 марки што Сидмо ги доби како провизија за таа Стопанска банка. Нема никаков друг проблем. А зошто проговара сега Борис Стојменов прв пат за тој проблем? Знаете? Затоа што 20 години истекоа од тогаш. И знае дека никој не може кривично веќе да му отвара после 20 години. Кај беше? Таа афера е пред 10 години. Зошто тогаш не кажа нешто? Таа афера е извадена во момент кога и Младенов ги вадоња свифтови за Бранко Ценековски. Тоа не и Хари Постов и Младенов во неформални среди велеше дека тие се свифтови кои вие сте му ги дале. Не, тие ги дава, знаете кој ги дава тие? Кој? Адвокатот Игнат Панчевски. Тој ги даваше тие свифтови? Со еден таму негов. Значи тие 1.300.000, односно 1.300.000 марки, се со свифтови легнати на сметка на Борис. На Стојменов. Зошто би ви се реванширале сега Ѓоргиевски, например Борис Стојменов? Сте го направиле министер, сте го направиле човек, сте го вклучиле во влада. Па затоа што е сменет. А зошто го сменивте, например? Затоа што беше неспособен.
и сите работи ги тераше за себе. Значи прво, Банерџи беше тогаш на ММФ, 3 пати им има кажано дека човекот е антиреформаторски расположен и дека не може со него да се работи. Од Светска банка истата порака ја добив. Факт е, од друга страна, сите бизнеси си ги тераше на своја воденица. Вие се сеќавате, сите печатање на работите во министерството ги монополизираше да се печатат во неговата печатница. Сега кај што приватизираше фирми, сега кај што е хотелот, пластика, па имаше луѓе се жалеа, плачеа, се судеа, се тужеа, не знам колку. Беко не знам од кое време, мама, најверојатно и тоа е подготвено му тоа време, дури и после да го земал, подготовките ги терало од целата таа работа. Значи, Борис учествува во серија на Балкани приватизација. Затоа е сменет. И капата беше со тие 1.300.000 марки што ги земал како провизија. Значи, во сите тие афери учествува. Баш као тоа, значи, демонстрира една неспособност за носење на реформи. И јас тоа сум го кажал 100 пати. После неговата промена и доаѓањето на Никола Груевски, работите тргнуваат во многу подобар правец. Јас тоа 100 пати сум го кажал, пак ќе кажем, Никола Груевски беше топ министер за финансии. Реформски расположен, тераше реформи и после 2 години и пол ние бевме прогласени за најдобра реформска земја во цела Источна Европа, од 24 земји. Георгиевски го спомна и Павле Трајанов, дека тој е главен посредник помеѓу грчките банки, грчкиот капитал, грчките државни интереси и вашата влада, посебно и во процесот на преговори со ОКТА и процесот на преговори со Стопанска банка, и дека тука името на Емануел Малелис. Да, Павле имаше некои комуникации со грците, од кај му беа, не знам. Дури со грчкиот министер за финансии. И Емануел Малелис, ОКТА, како вели Едвард Жозеф. Тоа го има направено или човек кој е комплетен идиот или корумпиран политичар. Паско, ај сега и за ОКТА да позборуваме. ОКТА е цел на политички напади од времето кога нели се приватизираше, па еве сега допред една недела. Имаше пресуда, нели сега што Македонија треба да плати. Прво, кога зборуваме за ОКТА, мораме да кажеме дека ОКТА, кога доаѓаме до 98 година, е на списокот на 12 загубари на ММФ, кои требаме за 6 месеци да ги приватизираме и да ги затвориме. А на тој список заедно со ОКТА беа Бучим, Фени, Охис, Отекс, значи најголемите индустријски капацитети. Значи, Македонија, ако ги затвореше во тоа време тие индустријски капацитети, ќе немавме буквално никаква индустрија. Значи, нашата влада се одреди да ги спасува сите фирми и мислам дека 90% од тие ги спасивме. Мислам дека во Битола таа, не знам, една голема фирма не успеавме да ја спасиме, само другите практично сите беа спасени во тоа време. Значи, сега тука треба да го поставиме како Добро, до 98 година. Тука влегува и Илја Павлов во Бучин, па го има тој Значи, манекенот, оне глумецот што го носите, оне глумецот кој треба да глуми и собственик на Бучин. До 98 година, од бугарски капитал, до 98 година, значи тие фирми се пропаднати и донесени на ивица на банкрот. ММФ вика треба да ги затвориме или да ги отвориме. Некои од тие 95-96 година веќе еднаш се санирани од владата. Значи дошле до банкрот, владата им дава нови пари за да продолжат да работат. И вториот пат вика ММФ нема веќе санирање. Добро. Сега. Сега може ли да го При што сега една од тие фирми сега да конкретизираме на ОКТА? Може ли? Може ли јас да го цитирам Стојменов, Да. што кажа во интервјуто, за да можеме да дебатираме и околу тоа обвинување. Вели две работи. Прво, јас не се согласувам со приватизација на ОКТА. А каде тоа го кажал он? Кај мене во емисија. Не, тогаш кај го кажал? Не, дека не се согласувал со тоа, дека дури и нема подпишано оној договор со Тајван и така натаму, меѓутоа да го трнеме тоа настана. Дека со помош на комерцијална банка доставува средства или префала средства во рафинеријата ОКТА и рафинеријата Борис Стојменов, значи само цитирам што кажа. Да. И дека рафинеријата ОКТА повеќе не е загубар, туку им прикажува добивка во работењето, дека излегува од системот на 12 заговари кои мора да бидат приватизирани. Дека тој се спротивстава на приватизацијата на ОКТА. Тоест, значи, и дека Лјупчо Ѓоргиевски поради лукративни причини, иако тоа не имало причина и потреба за тоа, ја приватизира ОКТА. Тоа е неговото обвинување. Ајде кажете. Значи таа прика досега се чул некаде тоа дека ОКТА била спасена? Не, рекоте сака да Не, ама тоа сега што го кажува Борис Стојменов, си го чул досега негде дека била спасена? Бил министер за финансии, сега видите. Значи сега вака. Значи продолжува притисокот
значи да се приватизира. Претходно, значи во Македонија се случува нафтен бум, како што чувме од Аврамски, доаѓа директорот на српска рафинерија и се договара со Жантевски во време на ембарго рафинерија да дава нафта за Србија. Така. И не е само тој бизнис, илјадници тони, милиони тони на нафта, Македонија е главната врата за Србија. Така е. И нели беше попаметно тој профит да го зема рафинерија и да не биде загубар? Ако веќе Македонија дури имаа покритие, меѓутоа рафинерија Окта очигледно служела на српските интереси, како што и Македонија Табак служеше на српските интереси. Васко 150 милиони марки во тоа време останаа без покритие, што тутун македонски Македонија Табак ги дала во Србија, во Босна и во Црна Гора, без никаква гаранција, без никаква хипотека, без никаква покритие. Тоа беа македонските директори во тоа време, послужници на Белград. Сега, пак го поставам прашањето, како тоа, ако испоред евиденција има милиони тони извезено нафта во Македонија на тој период, а Окта пропаѓа? Значи, пропаѓа бејќи тоа се лимитирани цени, влада не дозволува да бидат пазарни цени и се натрупуваат за социјален. Се натрупуваат, добро, тоа е 93-94-95. Ама се тој период. Ја приватизирате 98-9. И 98 година. За купување на социјален мир се бетонирани цените и се прави загуба во Окта. Тоа е целата. Значи Мак Петрол прави добивка, Окта прави загуба. Тоа беше балансот во Македонија. Значи не е секојаш. За купување социјален мир. Значи ние кога дојдовме, значи од 98 пред 98 година цените на нафтата за барел беше $9,5 едно време. Значи тоа не е нешто што може да прави загуба на рафинерија, ниту на Мак Петрол. А во тоа време и рафинерија работеше со загуби, а Мак Петрол со мала добивка. Добре, Георгиевски. Не, сега ти кажам. А Аврамски е српска служба. Стојменов е македонска служба. Мој Едвард Джозеф што велеше дека тоа го има продадено или комплетен идиот или корумпиран. Ама да кажете се, вие сите ги винувате. Како не ви даме ве зборите 10 минути за Окта? Ај кажете. 5 пати ме прекинуваш. Ајде слободно кажете. И Васко, ние нели решаваме да ја продадеме на Окта. Окта е продадена на државна компанија. Значи државна Хелинг Петролиум во тоа време беше државна компанија, сега можеби и приватизирана веќе. Во тоа време, значи Хелинг Петролиум продадена на државна компанија со министри, со сите овие Венизелос беше тука и така. Втора работа што произлегуваат три лаги, сега вака, што произлегуваат три лаги од приказната со Окта. Ајде. Прво, дека договорот бил таен, имало нешто тајно. Знаете што сега? Целиот договор, Васко, си помина во парламентот, кој гласаше, кој не гласаше, помина во парламентот. Ништо нема тајно во договорот со Окта. Кога сега не тужат за оштета, Окта не тужат за некои тајни членови, не тужат за тие што се во парламентот поминати. Значи, нема таква работа. Се е јавно. Втора работа. Немало процедури, не знам, сето тоа било 20 комисии има поминато, ни сите комисии, тоа се преговараше 3-4 месеци се преговараше за сите детали. Втора работа. Се прави фама, значи со тие 500.000 тони мазут што треба Македонија, односно сега како што се кажува Македонија требало да ги купува од Грција. Значи прво од Окта. Значи прво сега вака, Васко. Наредни 20 години. Ама имаме фейк нюз во Македонија. Значи прво сега вака. Во моментот кога купуваат грците Окта, таа е македонска фирма. Како и сега, тие во Бунарџик се македонски фирми, така? Второ, тоа што Окта произведува огромна количина на мазут, не сум јас направил, така е направено уште во Југословија. Те се поеќе мазутари отколку се рафинери. Ти спасуваш тоа што го имаш да го спасуваш. Трета работа. 500.000 тони. Тоа се прави некоја фама 500.000 тони. Точно дека за тие потреби, значи нормалните потреби на Македонија во тоа време беа негде меѓу 250 и 300.000 тони. Меѓутоа, во тој проект беше ставена отварањето на термоелектраната во Неготино. Термоелектраната во Неготино
Исто јас не сум ја правил и таа беше затворена и требаше да ја отвориме да биде нов капацитет. После се обидуваше и Бучковски, нели ако се сеќавате на некој да ја Никола Гуревски со Тито Петковски на Грција да ја продат. И се сеќавате дека Бучковски кога направи договор имаше еден член кога нема да работи термоелектраната во Неготино, 10 милиони долари Македонија да плаќа субвенции на термоелектраната. Имаше таков член. Сега, што е работата со тие 500.000 тони? За да ги купи тие 500.000 тони Македонија, треба прво ОКТА да ги произведе. ОКТА тие 500.000 тони не ги произведе никогаш, нели во тие првите 3-4 години. Затоа што во тогаш работеше турбо и за Косово се извизуваше и во целата таа приказна, значи тие 500.000 тони никогаш не беа произведени за да се купат. Второ, ОКТА независно од нас ќе продаваше на Косово, во Србија, не знам каде треба, Црна Гора. Значи, прашање е колку од тие 500.000 тони ќе останеше Македонија што мора да ги купи. Добро се Георги. Сега, што направивме вака? После речите. Не, само морам да направим интервенција. Ајде. Значи сега. ОКТА ја затвори, односно договорот со ОКТА го прекина Уставниот суд на Република Македонија 9 или 10 месеци пред завршувањето на 5-годишниот монопол на ОКТА во тоа време. Уставниот суд на Република Македонија прв пат тогаш и никогаш повеќе за меѓународен договор се прогласува за надлежен, за сите други меѓународни договори се прогласува за ненадлежен. Првиот договор со Грција кога требаше да го мениме Сонцето и кога прифативме БЈРМ, имаше процедура на Уставен суд, рекоа дека се ненадлежни. Договорот со Бугарија се прогласија за ненадлежни. Сега кога требаше, што имаше францускиот договор, Преспанскиот договор, за сите тие иницијативи имало уставни иницијативи, секогаш за меѓународен договор Уставниот суд се прогласува, значи сакам да ја кажам, колку судството е политизирано, ама не сум го политизирал јас. За секој договор што поминал преку собрание, Уставен суд во принцип се прогласува за ненадлежен. Тоа се прогласи. Иако овој договор помина преку собрание, јас сум го објавил прв 99-та година, меморандум беше и така натаму, имаше сите клузули. И тогаш Мила Нетков кој беше председател суд рече дека македонски правник не може да направи ваков договор, дека овој договор го имат направено, иако нели се збореше Галев и така натаму, дека ваков договор имат направено американски експерти. Тоа е прашањето за ОКТА. Вие сметате дека за ОКТА треба да ја бидеме благодарни, а не да ве напаѓаме? Значи благодарница некоја да биде. Вие сега вака, Васко. За ОКТА беа тогаш земени пари како за целата приватизација претходно во Република. 20 и нешто милиони долари, ако не се лажа. 30 милиони мисли. Омалку 30 милиони. И тоа вие за тие 20 и нешто милиони долари Георгиски не продавате ОКТА. Вие го продавате цел нафтен бизнис кој цени тежи помеѓу 300 и 400 милиони марки тогаш. А претходно нафтениот бизнис беше поделен на две фирми, на Макпетрол и ОКТА. И колку? Зошто дојдоа у загуби двете? Па бидејќи беше цената лимитирана. Значи сега вака. Бидејќи беше социјален мир купуван преку ОКТА, тоа беше главниот хендикеп. Сега да имаме ОКТА Георгиевски во ова криза со мазот и така натаму, кај што цената на мазотот расте поради војната во Украина, ние ќе правиме стратешки објекти. А зошто не правиме? Кој ни е проблем сега? Па и грците не ќе да продадат ОКТА. Гледате како мобилот. А зошто треба да ја продадат? Па за разлика од вас кој велите тоа е старо железо, на грците им треба во стратешки интерес. Макпетрол викаше и напаѓачите викаат дека е старо железо. Не ја сега да не ги вртите мобетите. Така, тие вашите Тогашните новинари и Макпетрол велеше дека е тоа старо железо. И испадна како за тенковите што викаат старо железо. Ви се сеќавате дека и за тенковите викаат дека купиме старо железо? Капитален објект кој во време на Титова Југославија е правен за да се обслужува пазарот до Јужна Србија, бидејќи тоа е единствена рафинерија. А зошто пропадна во претходниот систем? Пропадна бидејќи пет пати го кажав тоа. Цените се лимитирани, како што регулираат цените. Сега, Васко, значи слушај сега. И се правеа загуби на сметка на ОКТА за да се купи социјалниот мир. Ајде. ОКТА е фирма која по пат на приватизација донесува повеќе пари на Македонија од целата друга економија што 98 година, тоа се статистички податоци, можете да ги проверите. Втора работа, ОКТА носи прв пат во Македонија инвестиција на зелено. Нафтоводот Солун
Добро. А Скопје е прва инвестиција на зелено изградена во Република Македонија. Ајде, овие не ве сакат. И трето. Овие и сега политички не ве сакат. И сега. Зошто Едвард Џозеф, кој беше представник на меѓународна кризна група, еве са во Србија се појавува, нели, пред овој договор. Зошто не го цитирате Едвард Џозеф за неговата улога во кризата со албанците 2001 година? Тој вели дека Шо вика? тоа може да го потпише таков Не, шо вика за 2001 година? Или комплетен идиот. Те прашувам што вели сега зокта сакате, вие рекоте дека сакате да разговараме за интервјуата на Врамски и на Стојменов. Еве јас ве прашувам, ако сакате можеме да проширеме. Јас ти одговарам. Што вели за албанците? Кој? Па не ти кажи ми, види што зборува за не за албанците, за македонците, што ја бранеа Македонија Едвард Џозеф. И која беше улогата на Едвард Џозеф во Македонија во кризата 2001 година? Значи тогаш и странците плаќаше медиуми и на фондации да работат против македонската влада, против македонската армија и против македонската полиција. Значи тој работи за американските служби тоа. Не знам за кој работи. Овој работи за македонските, работи за некој меѓународен центар. Овој работи значи за некој меѓународен. Ма ти не се сеќаваш на Едвард Џозеф и улогата во кризата 2001 година, на тебе треба да ти објаснувам. Јас ве прашувам зашто е формулација. Значи така завршувате на црна листа, окта се користи да завршите на црна листа и војната 2001. Васко, во мојот член за црна листа сум јасно ставен затоа што го пореметувам мирот во Македонија. А се чувствувате ли како човек го пореметува мирот во Македонија? И па кажи ми ти. Кажи ми ти дали јас сум тој. А еве Ахмети не е на црната листа, така? Јас сум на црната листа. Име Дуктачи. Име Дуктачи. Значи таа влада. Да. Значи ние сме криви за кризата 2001 година, така? Юргиски. Сега Васко. Ај сега за тие 500.000 тони да е. Пред 3 дена на КОТ објавија информација дека само во последните 2 месеца за потребите на Неготино се купени 340.000 тони мазот. Од каде? Од Грција. Ај сега да ја прашам, од која е затворена окта? Мазот од кај купува Македонија? Од Грција. Значи, кој е тоа лоби? И никој тоа не го разработува лоби во Македонија. Значи, проблеми е од окта да купува... Кој е тоа лоби? Финансиското е Макпетрол. Макпетрол? Да. Ова беше интервјуто со Љупчо Грегиевски. Беше планирано некаде 1 сат и 15 минути и интервјуто трае повеќе од 1 сат и 30 минути. Се обидовме да одговориме на сите можни прашања, на сите можни обвинувања. Многу работи се првпат кажани, многу работи се ексклузивно објаснети или ексклузивно презентирани пред гледачите на емисијата во Центар. Можеби некои од споменатите га сака да реагират, не би сакал тоа да се претвори во некој лесковачки воз, во некаква сапуница, турска сапуница, каде што преку емисијата во Центар едните се напаѓаат или се испраќаат пораки едни на други, меѓутоа беше коректно, после 4 интервјуа со Тома Аврамски, после 2 интервјуа со Борис Стојменов, каде што се споменуваше Љупчо Грегиевски, да му дадеме шанса на Љупчо Грегиевски да одговори на дел од тие обвинувања. Тој врати со нови обвинувања, на адреса и на Аврамски, на адреса и на Борис Стојменов. Ако има интерес кај нив, ќе снимеме некои кратки интервјуи со нив, меѓутоа мислам дека тука некаде ќе се стави крај на целата оваа работа. Јас планирав со Тома Аврамски да има некои дополнителни интервјуи, меѓутоа за наредната сезона, мислам дека сега ќе има реакција од него и од страна на Борис Стојменов. Можеби во емисијата во Центар, можеби на социјалните мрежи ќе видиме. Ова беше интервјуто со Љупчо Георгиевски. Се надам дека уживавте. Ако ви се допадне интервјуто со Георгиевски, ново дружење четврток во 22 часот, до четврток во 22 часот. Пријатно вечер Македонија, каде да се.